Ве канам, драги гледачи, во следниве неколку минути да едноставно уживате пред себе во разговорот, а веднаш потоа и во прекрасната преработка на добро познатиот хит на Драган Вучиќ "Ке те ќарам" од страна на Елена Јовчевска, која што е моја гостинка во студиото на Јазака Македонија. Елена, добро утро и добре дојдете. Добро утро и добро ве најдов. Драго ми е што утринова си тука, затоа што имам еден посебен момент од твојата музичка кариера, првата кавер обработка на песната "Ке те ќарам", која што своевремено значеше и важеше и се уште е голем хит од покојниот Драган Вучиќ. Мене ми е драго и голема чест што направив еден таков кавер кој што ќе остане да се слуша во модерна изведба и морам да кажам дека ова е единствената песна без разлика што е кавер што јас немам ниту еден негативен коментар. До сега. До сега. Нема ни да се надевам дека нема ни да имам понатаму. Така ќе остане и понатаму, затоа што и јас првите впечатоци кога ја слушнав самата преработка и обработка на песната, звучеше убаво навистина, изгледаше малку поинаку, меѓутоа сепак се задржа на еден основен момент, а тоа е достоинствено да ја пренесеш целата песна, целиот текст, целата композиција на "Ке те ќарам". Зошто се одлучи за оваа песна? Покрај сите хитови кои што ги имаме, кои што биле обработувани, можеби и така натаму. Па пред се затоа што Драган го познавам лично како човек и неговата фамилија нормално. Станува збор за доста искрен човек, присебен пред се и како малечка ги слушав неговите песни. И еве оваа песна случајно за прв пат ја испеав на еден мој настап. Само рефренот го испеав да видам како ќе реагира публиката и кога сватив дека публиката реагира на таа песна, а не ја пеат, сватив и одлучив дека треба да направам кавер кој што ќе биде малку нели поразлично од сепак тоа е во живо изведба, ќе биде поразлично нели од оригиналот, меѓутоа да се запази се музика и текст да биде исто како што треба. И еве што се деси, успеав и секаде сега каде што да настапувам, ја бараат, ја пеам и сум задоволна со тоа што го направив. Се вложивме доста затоа што малку е нешто поразлично и поинакво од самата композиција, така да им благодарам на целата екипа што стоеше зад мене и што направивме ова да изгледа како еден комплетен производ, да изгледа онака како што изгледа. Ајде да ја погледнеме. Може. Уживајте во "Ке те ќарам". Штом те видам ми се темани, не знам збор да кажам. Цел се тресам и се потам, не знам што да правам. Како тебе згодна женска, не се гледа секој ден. И без тебе фајде нема, веќе да се живе.
одлична навистина преработка, обработка, кавер верзија на Ке те ќарам. Комплиментите јас веднаш ги споделив со тебе, како и останатите твои љубители, односно обожаватели на она што го изведуваш и го правиш. Која е екипата која што застана зад себе сама во никој случај не можеш да реализираш, меѓутоа можеш да го направиш првиот чекор? Па за мојот изглед, за мојот мејкап и за комплетно онака како што изгледам се погрижи Алек Палада од Прилеп, мој драг пријател, долгогодишен, еден поздрав до него. Се снимаше ИНТВ телевизија, го снимаа овај кавер и се разбира на голема благодарност до моите колеги кои што се заедно со мене исто така долги години. Она што е карактеристично, специфично и уникатно во видеозаписот е всушност дека вие во живо сето тоа го изведувате. Да, тоа, значи сите овие кавери што ги правиме, тоа се е свирено во живо со живи инструменти, многу јасно и нормално и не е воопшто лесно, меѓутоа секој труд нели се исплати во животот. На крај гледајќи го, навистина е одлично парче. Колку време се подготвуваш? Па скоро 3 недели. 3 недели комплетно за да излезе овој производ, затоа што сепак нели запазувавме детали, се станува збор за малку поразличен ритам кој што е латино ритам, модерен ритам, така да 3 недели комплетно. Како што и нели прокоментиравме, ја направи верзијата да ја слушаат и младите. Да. Не што се вели од генерацијата кога слушале повозрастните, да ја слушаат буквално и младите и сите нови генерации токму оваа песна. Не застануваш тука, тоа ми го откри. Не, кратко. Нема да застанам тука затоа што следам моментално што е тренд и што сака публиката. Спремам уште еден кавер од Драган, меѓутоа тоа не го откривам се уште, ќе биде готово најверојатно исто крајот на февруари. Знам која песна точно се спрема, така да со Господ напред ќе биде исто така во модерен ритам и нешто малку поразлично до сега што имам снимано. Нема да претпоставувам, затоа што навистина Драган остави песни кои што ги слушаше народот и ги сакаше народот, ги обожаваше, ги пееше до, што се вика, на секоја прилика, на прослава, на веселба, на собиранка, една едноставна, тие песни се пеа и драго ќе ми биде навистина да продолжат на овој начин песните негови да живеат. Да живеат точно така. Така е. Колку треба да вложиш за да се обработи една ваква песна? Колку тежина што се вели на плеките? Да, буквално тој што ја изведува во мислам тука јас сум, што ја води целата ситуација, буквално е се на тебе оставено. Се што сакаш треба да кажеш за да сето тоа изгледа така. Буквално не може нешто да помине ако не знам јас. Многу тешко. Така, соработката е особено важна. Да, најважно е тие што ја спремаат песната, тие што се околу тебе да те разбираат и се разбира, секој човек си има мани, така и јас морам малку да ме трпат кога сум нервозна и кога викам и кога нешто не ми е погодено или не ми се допаѓа, мора да го сменат, па да се преснима и така. Сите имаме такви клучни моменти. Точно така. Било на работа, било да е тоа дома. Оно што сакам исто така да те прашам е те ословуваат како фолк пејачка, меѓутоа веќе заплови во модерниот стил на изведување. Да, веќе настапувам нели во дискотеки, во кафичи каде што се пее онај жарн поп фолк и каде што знам што слушаат и што сакаат младите и драго ми е што почнав да работам на таа страна, затоа што ме исполнува доста. Не дека фолкот сум го оставила, јас и тоа го пеам и го работам постојано, меѓутоа она што ме прави среќна е кога пред мене има огромна публика и пееме заедно сите. Така е. Те запозна едноставно јавноста и те поздрави со самиот потек кога излезе во јавност името и презимето на Елена Јовчевска која што свири на гајда, жената која што момето, македонското момиче која што свири на гајда, нешто би рекла невообичаено, мажите се оние кои што се носат со тежината на овој инструмент. Како се реши па гајда да свириш? Како започна со сето тоа? Тоа ги имам претходно кажано, јас потекнувам од музичко семејство, да кажам. Таткото на Весна Вучич, Петра Танасовски, ние сме роднини, мене ми е дедо и најверојатно таму влечам корени кои што останале кај мене, ја го научив тој инструмент, го свирам се уште, го владеам се уште, работам исто, така да не би го оставила за ништо на светот, затоа што ја сакам гајдата.
Така, свириш и клавир. Тоа го видов. Да, свирам и клавир и друго свирам. И други инструменти. Удвоив видео кое што го носи епитетот најгледано видео со најмногу прегледи на YouTube кога станува збор за твоите изведби. Да. Убаво е, комплетно е, ти си во народна носија, ти си со инструментот и навистина на овој начин те запозна, меѓутоа те поздрави и те сака публиката всушност. Да, не поминува ниту една фамилиарна веселба без овој инструмент. Така. И мене ми е чест и гордо што луѓето ме сакаат и во ова издание, затоа што пред се јас сум се представила еднаш како ваква личност. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да имам промени, нели, во текот на кариерата. Така е, ова е личност која што ја знаеме, сакаме и почитуваме, меѓутоа, нормално, ти си Елена Јовчевска, ти си изведувач на македонска песна и сето она што е ново е добродојдено нормално. Така. Некогаш убаво да се спробаме и во други различни води. Што е она што го планираш во иднина како еден материјал кој што сакаш да го вработиш? Ми ја спомена нова кавер верзија. Нова кавер верзија и нова песна спремам. Тоа ќе биде ново компонирана песна која што ќе биде нешто поразлично до сега што сте ме виделе. И се надевам дека ќе биде тоа успешен проект, бидејќи за тој проект стои стварно многу добра екипа. Нема да откривам ништо, бидејќи трпеливо ја чекам веќе 4 до 5 месеци, не ги брзам, не ги форсирам, затоа што сакам да биде нешто како што треба да биде. Некако тебе ќе те препознаваат по Елена, онаа која што секогаш ќе се надува со нешто ново. Јас мислам дека на тој спот Здрави Господа ќе го снимам, ќе бидат изненадени сите. Ќе очекуваме и ние. Морам да те прашам колку е тешко да се свири еден ваков инструмент? Многу. Јас кога пошто почнав сама да се учам, затоа што сватив дека можам, знам, валјда ми е вродено. Најпрво што ме болеа образите, нели тие мускули, да. Не можев да зборувам, до толку и сепак нели тоа е навика, вежбаш, па се навикнуваш и трпение е многу вежбање. Трпение спасение, како велат. Да, точно. Така е. Какви беа реакциите на твоите најблиски, на твоите обожаватели првично кога настапи на македонската естрада во вакво издание со Гајдева, а веднаш потоа и твојата трансформација за ова последното кое што го подари всушност? Малку се изненадени, затоа што не очекува дека можам да направим нешто поразлично. Меѓутоа, драго ми е што се изненадени, затоа што еден естрен уметник, ако не прави нешто во својата кариера, да биде препознат, нели, да се менува и да се надоградува, нема и ни да успее. Така да јас мислам дека треба да одам сега во овој правец и нема да застанам. Треба навистина по нешто да се издвојуваме од останатите. Точно. Ти веќе тоа успешно го правиш, успешно газиш и чекориш на македонската музичка сцена и ќе ти посакам така и да продолжиш секако, затоа што ретки сме ние како гледачи и слушатели да не дадеме нешто негативно. Сакам да се заблагодарам на сите оние кои што ја слушнале песната, им благодарам од срце за убавите коментари. Јас сум самата изненадена што нема ниту еден негативен коментар. А ние си имаме таква навика да скритикуваме позади сите тие кулиси која не се гледаме или не се препознаваме. Секоја чест. Благодарам уште еднаш. Навистина прекрасна обработка и преработка на Ке те ќарам. Следната песна нека биде во сосема поразлично издание. Ќе се видиме повторно. Задоволство ќе ми биде да сето она што е ново е убаво и да се презентира на нашата јавност. Ви благодарам уште еднаш за вашата покана. Еден голем поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Сакајте си ја Македонија и уживајте во утринските програми на Сител телевизија. Ние си ја сакаме Македонија на вистина